Вести на Канал 8. Добар ден. Пристигна дел од медицинската опрема што ја набави општата болница Кочани со сопствени средства. Со новите апарати значително се подобрува брзината и точноста на дијагностицирање на болестите кај пациентите. Два современи 12-канални ЕКГ апарати за потребите на интерното оделение, монитор со капнограф за потребите на анестезиолошката служба, два нови апарати за физикална медицина и ЦТГ за гинекологија се апаратите кои пристигнаа во болницата што ги набави со сопствени средства. Сигурна, точна и брза дијагноза ќе добиваат пациентите од новонабавените софистицирани апарати на споменатите оделенија. Се работи за неколку апарати, од кои посебно ќе ги издвојам два 12-канални ЕКГ апарати, софистицирани за потребите на интерното оделение, потоа еден монитор со капнограф за потребите за анестезиолошката служба, исто така еден апарат за физикална медицина, еден додатен апарат за исто така за физикална медицина, тој е посебен сат за топење на парафин. И исто така имаме пристигнати и уште еден современ ЦТГ апарат за потребите на гинеколошката служба. Со тоа капацитетите на болницата во квалитет се подобруваат, односно сета ова опрема која што ја набавуваме е неопходна за секојдневната работа на оделението во општа болница Кочани. Дел од споменатите апарати досега ги имаше во болницата, но беа стари и дотрајани, рече Апостоловски, и додаде дека ќе следува обука за лекарите за управување со апаратите со цел на времена и точна дијагноза на пациентите. Во текот на вчерашниот ден во болницата стигна новото трето санитетско возило за безбеден и брз транспорт на пациентите. Кардиолошкото ехо и дополнителна опрема за физикална медицина ќе пристигнат во наредните денови. Вкупната инвестиција на апаратите и на возилото на општата болница изнесува 4 милиони денари, од кои 3 милиони чини медицинската опрема и 1 милион возилото. Инвестиција вредна 100.000 денари со која се заменети вратите на санитарните јазли во основното училиште Раде Кратовче и чешмина механизам. Донација од менаџерот на рудникот Бучим од Радовиш, кој своето основно образование го завршил во Кочанското училиште. 18 ПВЦ врати во санитарните јазли и 12 чешми на механизам за потребите на основното училиште Раде Кратовче донираше менаџерот на рудникот Бучим од Радовиш Николајчо Николов. Мотивот за донацијата да биде токму во ова училиште е тоа што Николов своето основно образование го започнал во Србија, но го довршил во Раде Кратовче. Јас тука имам завршено основно училиште во 60-та година, значи учев во учебната 59-та и 60-та и 60-та и 61-та година. Тука завршив 7-мо и 8-мо оделение и морам да кажам дека ова училиште ми остави неверојатни впечатоци и често изјавувам, бидејќи тогаш дојдов дете од 12 години, си отидов како 14 годишно дете, овде научив да се борам во животот, затоа што имав такви тешки детски моменти, се научив да се борам и да се изборувам, значи и да победувам практично во животот и за моја среќа таква судбина развојна ме пратеше, така да достигнав одредено ниво со кое сум задоволен. Јас кога наполнив 65 години си напишав една монографија, отпечатив една книга во која напишав, поместив и дел од моето учење овде. Градоначалникот Димитровски и директорката на училиштето го изрази задоволството од заедничката соработка со Николов. Покажа дека не е само вреден како економски, како работник, како директор, како стопанственик, не е вреден само како научен работник, туку е вреден и мошне ценети како хуманист. Тој покажа дека може да се помогне на образованието, знаеме во каква состојба е образованието, знаеме во каква состојба се повеќето од училиштата и еве со една таква донација ги решаваме санитарните јазли во ова училиште. Како што кажа, го научи македонскиот јазик, меѓутоа едно нешто многу битно за мене кое читав неговата автобиографска книга беше овде научив како да се борам. И до ден денес кога јас и тој ќе се слушнеме, вели дека секој ден му е борба. Димитровски и Николов истакнаа дека заедничката соработка ќе продолжи во иднина. Николов оствари средба и со вработените во училиштето, на кои им го откри почетокот на заедничката соработка со директорката Манева, како и мотивот за донацијата вредна 100.000 денари. Минатата година Николов беше почесен гостин на одбележување на патрониот празник на училиштето.
По увидот што минатата есен го направија од Шумарскиот факултет, сега се најавува проект за конзерваторски работи на уштетувањата на Дабот кај селото Бели. 6-вековното дрво 2 години чека санација по громот што тешко го уштети стеблото и опожари дел од крошната. Иницијативата на општина Кочани да аплицира за проектот Едукативен центар за заштита на природата, што е замислен да биде лоциран на локалитетот кај Дабот, повторно ја актуализираше состојбата во која се наоѓа овој споменик на природата. Дрвото, што точно пред 2 години беше тешко оштетено од гром и понатаму чека на санирање на изгорените делови од стеблото и носечките гранки. Во меѓувреме на локалитетот продолжија да се организираат голем број културни и верски манифестации, така што замислата за едукативниот центар, што со околу 200.000 франци би го финансирала швајцарската влада, ја поттикна идејата за можно изнаоѓање пари за санација на дрвото. На последната седница на Советот на општината беше речено дека ако не се преземе нешто, ќе се дојде во иронична состојба локалитетот да има име, ама да нема дрво. За неколку години ќе падне дрвото. Ќе го нема и само ќе остане името да се вика Едукативен центар кај Дабот, а Дабот фактички да го нема. Затоа паралелно со овој проект би сакал уште еднаш да го замолам градоначалникот и другите служби да вложат уште еден напор да се најде таа екипа, бидејќи била само една екипа во Република Македонија за оваа дејност, да се санират овие последици од ударот на гром, Дабот да му се продолжи векот. Од општинската администрација велат дека не може проектот за едукативен центар за заштита на природата да опфати и поправка на оштетувањата на Дабот. Средствата што евентуално би се добиле од швајцарската влада имале строга намена за потребите на центарот, а санацијата на дрвото би морала да се направи од други извори. На барањето на советникот Стефановски беше позитивно одговорено, односно дека е во тек подготвителна процедура за поправките. Веќе екипи од Шумарскиот факултет излегува на лице место и тоа е во надлежност на Министерството за животна средина, значи излегува на лице место, се прави проектот за реставрација и заштита на Дабот и да се надеваме дека во блиска иднина ќе дојде и до реализација на тој проект. Освен советниците, за состојбата со Дабот реагираа и членовите на црковниот одбор од манастирот Свети Илија, како и местното население од Бели. Тие уште пред повеќе од една година бараа да се преземат мерки за заштита на старото дрво, но активности на терен немаше. Оправдувањето за тоа досега беше дека била зафатена единствената конзерваторска екипа во државата што работи на заштита на природните реткости. Пререгистрацијата на земјоделците што требаше да започне на 1 јуни е одложена за 6 месеци. Според официјалното образложение, измената е направена поради софтверско усогласување меѓу Министерството за земјоделство и Управата за јавни приходи. На седницата на Собранието на Република Македонија се изгласани измените на законите за пензиско и инвалидско осигурување, за придонеси од задолжително социјално осигурување и за здравствено. Со оглед на стеснетиот временски рок на кој се однесуваше обврската на земјоделците, изменети се донесени по кратка постапка. Со тоа, наместо од почетокот на овој месец, земјоделците ќе можат пререгистрацијата да ја извршат од 1 јануари идната година. Општина Кочани распиша нов оглас за продажба на државно градежно земјиште за изградба на објекти за индивидуално домување, викенд куќи, како и за стопански цели. Се продаваат вкупно 31 парцела во градот, во населбата Оризари, како и во спортско-рекреативниот центар Пониква. По околу 6-месечна пауза, општина Кочани повторно распиша оглас за продажба на градежно земјиште за куќи, викендички и малостопански објекти. Во објавата се вклучени 18 парцели за индивидуално домување, 5 за викенд куќи и 2 парцели за хотели на Пониква, како и 6 парцели за објекти од малото стопанство. Според локалната власт се работи за атрактивни локации на кои се наоѓаат сите парцели, од кои најголем дел за изградба на куќи се на улиците Ѓорче Петров, Мишо Арсов, Илио Андонов и Цветан Димов во Кочани и една парцела на улицата Асном во Оризари. Сите тие се со површина од 360 до 490 метри квадратни. Има и 4 парцели со помала површина во Тројаново Трло, што се наменети за поранливите категории граѓани, поради што полесно би можело да дојде до реализација на градбата, велат од општина Кочани.
2 поатрактивни парцели се нудат во локалитетот Прокрка и тие се со нешто поголема површина, односно се простираат на 808 и 813 метри квадратни. Потоа имаме распишено 5 градежни парцели за изградба на викенд куќи на Пониква, 2 градежни парцели за изградба на хотели на Пониква и 6 градежни парцели во лесна индустрија за изградба на индустријски објекти. Би сакал да напоменам дека за прв пат единствено можен начин за аплицирање на за доделување, за учество на јавното надавање за градежните парцели е по електронски пат. Тоа е новина, согласно измените во законот за градежно земјиште, значи веќе граѓаните мораат своите пријави да ги поднесат по електронски пат. Бидејќи малку покомплицирана постапката, службите во општина Кочани за доделување и работа на доделувањето на градежно земјиште стоат на располагање на граѓаните, заинтересираните граѓани да ја објаснат постапката на кој начин би можеле да аплицираат. Рокот за пријавување за парцелите за викенд куќи и за индивидуално домување е до 9 јули, освен за оние што се во локалитетот Прокрка. За нив и за хотелите и индустријските објекти рокот за пријавување е до 21 јули. Апостолов потврди дека и со оваа објава се нудат парцели што и претходно се продавале, но тогаш не се јавил купувач за нив. Има парцели што се повтарат, тоа се 3 градежни парцели во место викано Усова чешма, не можам да знам зошто нема интерес, бидејќи тие се атрактивни, добри градежни парцели, се наоѓаат на асфалтирана улица и мислам дека би требало да има интерес сега овој пат и за нив. Од општина Кочани очекуваат голем одзив на купувачи за парцелите што ги нудат, а својот оптимизам го темелат на сознанијата дека бил покажан интерес во изминатиот полугодишен период, додека немаше објави за продажба на градежното земјиште. Во Виница одржана традиционалната вечер на староградски песни. Ова е нејзино 5-то јубилејно издание, а според реакциите по завршувањето на настанот и најдоброто досега. Вечерта на староградски песни се одржа на плоштадот Ангел Винички, односно на платото пред Домот на културата. Октетот Серенада, како подмладок на првите винички реномирани групи Распеани Виничани и Јана. Веќе десетина години серенадите од минатото ги фузира со звуците од сегашноста и е современ музички амбасадор на виничката култура и традиција во Македонија, но и надвор од државата. Во децениското работење бележи повеќе успешни настапи на меѓународни фестивали во Бугарија, Полска, Турција и Хрватска. Во вторникот вечерта беше домакин на 5-та староградска вечер во организација на Домот на културата Тошо Арсов. Концертот беше одличен спој на изворниот староградски мелос од истокот и северот. Гости на вечерта беа еснафите од Делчево со женската пејачка група Ѓурѓа. Меѓутоа, староградската вечер немаше да биде поразлична од претходните 4 години, ако на сцената не се појавеше златната четворка Гезме од Куманово. Публиката во неколку наврати со силните аплаузи ги враќаше повторно на сцената. Ваквите и сите досегашни настапи на староградските групи и ансамбли се потврда дека македонската изворна музика има длабоки, но и оригинални корени, што не така лесно се губат и се белег на македонскиот музички и пошироко културен идентитет. Здруженијето за подобро информатичко општество е Светот Кочани организира концерт на македонски и турски староградски песни. Концертот е во соработка со Основното музичко училиште Ристо Јуруков и ќе се одржи во салата на Правниот факултет во Кочани. Во рамки на програмата ќе бидат исполнети познати староградски теми, а како солисти ќе настапат Чидем Таштан и Павле Зашев. Концертот ќе се одржи в четврток 26 јуни со почеток од 19 часот и 30 минути. Влезот е слободен. Богата програма нуди базенот во текот на летниот период. Димитар Андоновски, диџеј Окидоки и детски аниматор викендов гости во Аква. Започнаа со работа и пливачките школи.
Деновиве времето им дозволи на кочанци да уживаат во реновираниот базен, кој од годинава им пружа големи задоволства за разлика од претходните години. Ги користат лежалките и чадорите за сенка, инвентарот, шанковите, но и секојдневната богата програма која е однапред планирана. Пливачките школи работат со полна парија секој ден од 10 до 12 часот. Со децата работат дипломирани професори по физичко и здравствено образование. Имаме пливачи и не пливачи, две групи ги делиме, едните пливаат техники, значи пливаме градна техника, па пливаме крал техника, па потоа имаме грбна техника и на крај делфин, тие подобрите, најдобрите пливаат и делфин техника. А почетниците ги учиме, значи на почеток основно движење со рацете, основно движење и техника нормално градна со нозите. Денеска 25.6.2014 започна пливачката школа Флипер, значи Делфинот Флипер. Значи групата брои 24 члена, значи моментално толку има најаве за уште деца. Значи пливачката школа се состои од 3 нивоа, значи за почетници, за веќе деца кои што имаат работено во пливачка школа од 1 до 2 години и за деца кои што знаат да пливат, ги совршуваме техниките. Собствениците на базенот и дискотеката, компанијата Моневи, забавен и исполнет викенд на кочанци ќе им пружа и за време на викендов што следува. В четврток посетителите ќе уживаат во латино музика. В петок е најавено гостување на пејачот Димитар Андоновски, а в сабота диџеј Окидоки и хип-хоп забава. За внедела во 12 часот содржини за најмалите, детски аниматор кој ќе им пружи одлична забава на децата. За внедела навечер забава со кочански бенд. Со познати пејачи, групи и диџеи ќе биде во текот на целото лето, информираат собствениците. И за крај информацијата од спортот. Кочанските гимнастичари по нови успеси на 6-дневниот повеќебој. По одличните резултати, последниот еден месец, тие се подготвуваат за настапот во Охрид. Клубот за гимнастички спортови Кочани во периодот од 29 јуни до 4 јули ќе настапи на гимнастичкиот повеќебој што ќе се одржи во Охрид. Надпреварувањето ќе трае 6 дена, а клубот за гимнастички спортови ќе настапи со 12 надпреварувачи во различни категории. Младите гимнастичари се во добра форма, а потврда на таквата констатација даваат последните резултати постигнати на државните правенства во А и Б лигата. Минатиот викенд во Битола јуниорите го освоија првото место во екипна конкуренција. Ненад Атанасовски беше прв, Петар Каров второпласиран, а Стојан Анастасов трет. Во категоријата постари пионерки единствениот представник во женска конкуренција Ана Николова беше трета. Кочанските гимнастичари има одличен настап и на државното правенство во Б лигата, исто така одржано неодамна во Битола. Во екипна конкуренција беше освоено едно прво и едно второ место. Со златен медал се закитија девојчињата во сениорска конкуренција, додека помладите пионери беа втори. Златен медал во машка конкуренција тогаш освои Антонио Јаношевиќ во конкуренција на помлади пионери. Сребрениот медал им припадна на Давид Арсов кај јуниорите, Александра Карова кај јуниорките и Христина Анастасовска кај сениорките, додека Филип Стоименов во јуниори и Емилија Стојановска во сениорска конкуренција беа бронзени. Резултатите од државните правенства во А и Б лигата даваат солидна база за претпоставка дека клубот за гимнастички спортови Кочани и од Охрид ќе се врати со неколку освоени одличија.
Ги следовте вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Довидување.